Со нашата победа се врати надежта за достоинствен живот во Тетово. Свесни сме дека од денес мене и мојот тим не чека многу тешка и напорна работа, но со професионалниот и моралниот капацитет што го имаме, без трошка сумна ќе успееме, изјави Билјалка Сами по преземањето на функцијата градоначалник на општина Тетово. Тој го доби и уверението, пошто заедно со досегашната градоначалничка Теута Арифи го потпишаа документот за примопредавање на функцијата. Од овој момент ќе започне скенирање на актуелните состојби во општина Тетово и веднаш, согласно законските одредби, ќе ангажираме специјалисти надвор од институцијата за целосна ревизија. Граѓаните и надлежните институции треба да знаат како и каде се трошат нивните пари. Граѓаните на Тетово мора да знаат точно колкав долг има нивната општина и како е создаден. Транспарентност напочнува од тука. Кој злоупотребил јавни средства ќе одговара. Веднаш ќе почнеме да ја скенираме работата на јавните предпријатија и можеби дури да постапуваме и нови раководни лица на овие предпријатија. Денеска сакам да ја потврдам и заложбата што ја дадов во кампањата, дека членовите на општинската администрација кои професионално си ја вршат работата, не само што ќе ја имат мојата целосна поддршка, туку ќе се заложам за нивна унапредување за да го добијат местото што го заслужуваат. Сите останати кои никогаш не се појавиле на работните места и земале плати и паушали на сметка на граѓаните, ги повикувам сами да се повлечат и да се одјават од нивните работни места. Арифи истакна дека водењето на еден град е голем предизвик. Сакам да ја користам приликата да се заблагодарам до мојата администрација, на целата администрација која работеше, до граѓаните и на вас, медиумите, за покривањето на сите настани. Секако дека водењето на еден град е еден голем предизвик, се надевам дека со тој предизвик ќе биде добро и ќе може успешно да се работи за доброто на граѓаните. Денес им беа врачени и уверенијата на избраните советници во општина Тетово. Советот на општина Тетово брои 31 советници, од кои 10 добил Демократска унија за интеграција, 8 добил Движење Беса, 4 добил ВМРО ДПМН, 3 Алијанса на албанците, 2 СДСМ, 2 група избирачи Хамди Сулејмани и 2 ДПА. Советниците со пораки дека ќе бидат гласот на граѓаните. Ќе се почитува волја на граѓаните, ќе бидеме гласот на граѓаните и све што ќе биде добро на граѓаните. Посагувам прво здравје на сите советници, па второ да донесуваат одлуки на добро на граѓаните и другото да бидат гласот на граѓани пошто за тоа беа избрани. Ние од почеток сме се залагале транспарентност, отчетност и чекаме и онлайн седниците на Советот и неколку други точки и се надеваме дека идниот градоначалник ќе ги прифати овие. СДСМ во Тетово има 2 советника, но ќе се потрудиме тие 2 да бидат гласни колку 31. Општинската изборна комисија службено ќе ги достави уверенијата до архивата на општина Тетово, за да може Советот да започне со работа. Кога ќе се одржи првата седница, зависи од советниците.